Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје денеска започна акција за чистење на дивите депонии на територија на општина Ѓорче Петров. Почетокот на акцијата за чистење се одвиваше кај насипот на кеот на реката Вардар во близина на Европската очна болница, каде што помошник директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Кемал Муслиу и Никола Лазаревски, представник од општина Ѓорче Петров, им се обратија на граѓаните со апел совесно и правилно да го одлагаат својот отпад. Во координација со раководството на општината за да го исчистиме кејот, односно патеката кај реката Вардар и тоа од игралиштето па се до мостот Сарај. За оваа активност се ангажирани минимум 15, а можеби тоа и ќе се дополни за бројката на вработени да биде околу 20, а ќе се користи и механизација. Целта ни е да овозможиме на граѓаните на овој локалитет да ги користат овие убавини за пешачење, за релакс и така натаму. Воедно апелирам, она што го чистиме, граѓаните да го сочуваат за тоа што тоа е за општо добро. Во соработка со јавното предпријатие за комунална хигиена, општина Ѓорче Петров денеска отпочнува акција за чистење на пешачко-велосипедската патека долж речното корито Вардар. По претходен апел на граѓаните, услушани се нивните молби. Ние сме секојдневно на терен, но денеска правиме заедничка акција за да можеме да ги дочекаме пролетните денови со почиста патека, за да можат нашите граѓани да ги обавуваат рекреативните потреби во една чиста и здрава средина. При тоа се чисти и отпадот долж речното корито. Апелот го повторуваме, секојдневно го правиме тоа, го правиме и денеска, да се воздржат од фрлање на градежен шут и кабаст отпад во долж на речното корито на реката Вардар. Природата е за сите. Пробуваме со целата механизација и расположив кадар на општината да постигнеме на целата територија, но не можеме да исчистиме оноку колку што граѓаните фрлјаат. Овие акции за чистење на дивите депонии кои во изминатиот период се спроведува во неколку општини, образовни институции и студентски домови, ќе продолжат се со цел подигнување на јавната свест за штетноста од несовесното постапување со отпадот, бидејќи само на тој начин ќе се спречи појавата на црните точки на територија на град Скопје, каде што континуирано се создаваат диви депонии и покрај секојдневните интервенции од страна на комуналните работници.